Без присуство на опозицијата започна седницата на која ќе се бира председател на Државната изборна комисија. Борис Кондар, кој е предлогот на Социјалдемократскиот сојуз за прв човек на изборната комисија. За негов избор ќе биде потребно двотретинско мнозинство, гласањето е закажано за петок. На денешната седница немаше 80 пратеници. Предходно функцијата извршуваше Александар Новаковски, но тој си поднесе оставка. За Илија Димовски, председателот на комисијата за избори и именувања, пред изборот на Борис Кондар кој ќе биде и легален и легитимен. Според него не држат тврдењата на опозицијата дека изборот на Кондарко би бил легален, но не и легитимен. Со сите предвидени постапки во законот, во изборниот законник, како комисија постапивме и ги спроведовме постапките. Објавивме, односно дадовме предлог до собранието да објави оглас, собранието го објави огласот, добивме 7 кандидати, списокот на тие 7 кандидати го доставивме до председателот на собранието. Председателот на собранието таквиот предлог го достави до опозиционите партии, повратно доби предлог за господинот Борис Кондарко. Тој предлог беше проследен до комисијата за прашања на избори и именувања и комисијата го утврди предлогот господин Борис Кондарко да биде предложен за председател на Државната изборна комисија. Ова е насока повторно да не дозволиме како собрание на Република Македонија да биде оспорен легитимитетот на Државната изборна комисија, му дава легитимитет на самиот кандидат Борис Кондарко да ја раководи Државната изборна комисија. Од тој аспект доволниот број на пратеници кои што според изборниот законник треба да гласаат, доколку гласаат, тоа ќе значи дека Државната изборна комисија има целосен легитимитет да ги спроведува сите активности во наредниот период. Во рамки на оваа седница собранието без расправа со 62 гласа за го усвои предлогот магистар Димитар Богов да биде иден гувернер на Народната банка на Република Македонија по истекот на мандатот на сегашниот Петар Гошев.